Па ако може да сублимирам, книгата дава чек-листи за 50 најчести симптоми или состојби ситуации во кои што се среќаваме во текот на животот. Ние или членовите на нашето потесно семејство и не упатува на брзи заклучоци во врска со проблемот, ни дава брзи, конкретни насоки, решенија што треба да направиме, и тоа е првата и многу голема вредност. Вториот дел е дел кој што е повеќе во насока на нутриционистичка насока или правилна исхрана. Даваме насоки за соодветна хидратација, даваме насоки за соодветно исхрана и мени за секоја состојба, бидејќи во најголем дел состојбите, поготово хроничните состојби, потекнуваат и од нашиот животен стил и од нашиот начин на исхрана. Сами сме ние учесници во процесот. Не се случуваат во најголем дел од небо не паѓаат болестите. Нешто неправилно правиме во текот на денот. Апсолутно. И третата, и според мене, најважна цел е превентивната насока. Ние мора да сватиме дека добар дел од проблемите можеме да ги спречиме со еден здрав животен стил, насоките на здравиот животен стил и прифаќањето на нашата одговорност во процесот се многу важни. Овој систем здравствен, каков и да е, како и да го третираме, со сите негови предности и слабости, е тука да ни помогне кога ќе дојде проблем. Меѓутоа, ние не сме исклучени од процесот, ние сме главниот учесник во тој, и ако ние самите не се потрудиме да имаме подобро здравје, не ја прифатиме сопствената одговорност, тогаш веројатно дека ќе имаме поголем проблем пропорционално на раст.